Почитувани, СДС влегува во сериозно смислено сценарио за дестабилизација во Кочани, со цел спас на Венко Филипче кој има очајно низок рейтинг и на кого му се заканува дебакл на локалните избори. Вчера јавноста беше сведок на почетокот на планот на Филипче, кој е правен пред месец дена во Дубај на средба со Заев. Тоа е периодот кога кажавме дека Венко Филипче 6 дена беше тајно во Дубај. Советникот на Филипче, Аки Акиов, кој вчера повреди вработена во општина Кочани и физички се закануваше на советници, е човек од најголема доверба на Зоран Заев. Еве фотографија од советникот на Филипче, тепачот од Кочани и Зоран Заев. Да го погледнеме видеото, како советникот на Филипче удри жена најак работник. Абе, копеле! Ела вам, бе! Абе, копеле! Ова ли е иднината која ја нуди Венко Филипче? Тепање и страв. Ова е добро позната тактика на Заев, која сега ја применува Филипче, а тоа е внесување на страв и паника кај народот од локални тепачи, кои се закануваат и сеат страв. Филипче дословно го спроведува планот на Заев, а како дел од истиот е и декларативно осудување на настанот. Наместо лицемерни пораки, еве, го предизвикуваме Филипче да побара неговиот тепач од Кочани, Акиов, да си поднесе оставка од Советот во Кочани и јавно да се огради лично тој. СДС сака да направи хаос во Кочани, каде локални силеџии ќе го плашат народот и држат во грч. Ова семе на злото, кое беше посејано вчера во Кочани, има за цел да покрене лавина на насилие. А како масло на огнот се секојдневните пресконференции на кои се шират лаги и се лиферуваат пораки на омраза и етикетирање. СДС се прочитани, а нивниот план е исечен во корен. Филипче е разоткриен. Доколку имате прашања, повелете. Пристигна едно прашање до Центарот за комуникација на ВМРО ДПМНЕ за тоа како ги коментирате ставовите на СДС за изградба на пругата. Пред само колку нешто да кажат, без докази, без наводи, само гола реторика. Тотално безидени. Останува дека СДС е партија која е против градба на железница, против градба на болници и други капитални проекти. Во СДС очигледно има отворен конкурс за пишување соопштенија, а изборот го прави некој што е на одмор или на целодневна седенка во кафеана, или пак постои интерен надпревар за недоветни и чудни кадри на кој често победува истиот човек, секако со врски и додворувања кај двоецот што го води СДС, Заев Венко. Не сме зачудени што нема СДС-овец кој не се срами од неговата партија и раководството, заради што во континуитет ни приоѓаат со изрази и една реченица: на кое дередже падна ова СДС. Толку од одговорот. Ви благодарам.